Сезонскиот грип се јавува во постудениот дел од годината, во текот на есента и зимата. Затоа овој период најчесто се нарекува сезона на вируси. Кога велиме сезонски грип, се подразбира дека мислиме на акутна респираторна инфекција предизвикана од вирусот инфлуенца, кој циркулира во сите делови на светот. Сезонскиот грип практично представува едно високо контагиозно вирусно заболување, со кој што се соочуваме практично некаде од периодот на октомври, ноември и трае некаде до крајот на април, со некој пик кој што го доживува практично во месец од јануар до месец март. Сезонскиот грип многу наликува на почетокот на развојот на симптомите на обичната настинка, но практично е сосема поразлично заболување, каде што обичната настинка поминува најчесто сама по себе. Овој грип, практично ова заболување, остава многу посериозни последици по однос на здравјето на пациентот. Имено, започнува со една нагол почеток, со една висока температура, се одликува со една силна главоболка, со една силна мускулна изнемуштеност, силна болка во грлото, кашлица, може да има и нормално горно-респираторни симптоми во смисол на солзење на очите, затнат нос и сето тоа практично трае еден подолг период кој што може да трае во 1 до 2 недели во зависност од симптомите кои што ќе ги развие кај пациентите. Вирусот на грип е прилично агресивен, особено кон слузокожата на дишните органи. Компликации кои најчесто се јавуваат се инфекција на увото, инфекција на синусите, пневмонија. Сезонскиот грип е најризичен за оние помлади од 5 годишна возраст. Во основа најризична група за развој, на оваа состојба, ни се лицата над 65-та година, но задолжително мораме да ги издвоиме децата до 5 години и особено оние кои што се до 2 годишна возраст, поготово што знаеме дека особено новороденчињата до 6 месеци, кои што не можеме да им помогнеме, во смисол не можеме да ги вакцинираме, се премногу осетливи и тука грипот знае да биде фатален, со своето делување. По искуство, грипот го сеќаваме во основа кај сите популации, во секоја старосна група и кај децата и во средна возраст и кај повозрастните. Доктор Миланова советува вакцинирање на здравствените работници, на лицата кои престојуваат во домовите за стари лица и колективни домови, се со цел да се спречи преносот на вирусот од персоналот на пациентите. Препораките се однесуваат и на самите лица поединечно, односно да ги издвоиме како еден вид на лични или персонални мерки, каде што треба многу да се внимава на самата хигиена во смисол на одржување на лична хигиена, редовно миење на рацете, проветрување на просториите, привокивање во одредена просторија, да се користат шамивчиња, задолжително одржување на растојание, соодветна дистанца од лицата кои што се околу во вас и во ваша близина. Многу е битно да знаеме дали сме во моментот носители на вирусот, дали имаме симптоми на грип или немаме симптоми на грип. Во тој случај ние свесно треба да размислиме дека доколку сме суспектни дека сме носители за соодветниот вирус, треба да се изолираме, бидејќи тој е многу заразен, особено во периодот кога ќе ги покаже симптомите, и уште неколку дена после манифестирање на симптомите, додека малите деца може да бидат носители на вирусот и по манифестација на симптомите 1, па дури и до 2 недели од почетокот на симптомите. Задолжително проветрување просториите, задолжително здрава исхрана, која што треба да размислување на имунолошкиот систем на самиот организам. Докторка, вам ви посакувам помалку работа, на пациентите повеќе здравје. Ви благодарам и на вас и ви посакувам добро здравје и успешна работа.